Ви благодарам, почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Имено се јавуваме еве како предлагачи на овој закон кој што е пред нас, за да обезбедиме уште една поддршка, би рекла, во низата на економијата, особено кога се работи за бизнисите и за компаниите во Македонија, за кои што ценам дека секој пат треба да ни бидат врвен приоритет во начинот на развој на економијата. И денеска поднос еве на предлогот за прераспределба на средствата во буџетот слушнавме низа небулози од страна на опозицијата, кои што беа тотално неаргументирани, и можам да кажам дека таков недостаток на аргументација е резултат на тоа што нашата држава бележи еве 4-5 поред квартал со економски раст. Јас разбирам дека тоа е нешто кое што боли и е непоимливо за економијата, но нашата задача ќе остане силно посветена по однос на тоа да ги поддржиме бизнисите. Продолжува финансиската поддршка кон компаниите со овој предлог на закон поднесен од група пратеници, кој што ќе овозможи да се продолжи рокот со оваа измена на закон, за да можат овие субјекти да аплицираат и да добијат една државна помош, за да може да се развиваат уште повеќе самите бизниси, кога доаѓа она страна од страна на државата која што значи финансиска поддршка за субјектите кои што треба да ја движат економијата. Крајната цел се секако подобар квалитет на животот на граѓаните. Ценам дека ваков тип на закони кога доаѓаат од страна на пратениците и од страна на предлагачи кои што често се наоѓаат и како предлагачи министрите, треба да бидат поддржани од мнозинството, од сите пратеници, но еве по камерата можеме да забележиме дека денес од опозицијата имаме 0 присутни. Јас ќе замолам еве службите да ја посочат и камерата во мојата лева страна, каде што можете да видите, почитувани граѓани, дека ниту еден пратеник од опозицијата не е денеска присутен еве на оваа седница во која што и како се ставени на дневен ред важни закони. Ова укажува на тоа дека опозицијата молчи, опозицијата е надвор од оваа собраниска сала кога се носат позитивни закони за државата, особено позитивни закони кои што значат развој на економијата. И слушнавме многу небулози по однос на тоа со цинизам како нашата држава била четврта брзорастечка економија, но фактите говорат дека тоа е вистина. Цинизмот е неприфатлив за нас и ние ќе останеме силно посветени кога се работи за развој на економијата. Токму еден ваков закон со кој што се продолжува рокот за бизнисите да аплицираат за финансиска поддршка на институциите кои што доаѓаат со помош на државата е позитивно законско решение кое што треба да биде поддржано. Ви благодарам.